Благодарам, почитуван председавач. Почитувана колешка, толку многу добро ја имаме сватено логиката на овај ребаланс на буџет кој што вие го донесовте, така да многу вешто сакате да се скриете од вашите лоши економски показатели за 2019 година. И како да ви е наредено секој еден ваш говор да го започнувате со иста реченица, онака како што министерката и на Комисијата за финансирање и буџет и на пленарната седница ја започна, дека со ребалансот на буџетот вршите релокација на средства онаму каде што биле најпотребни за да се задоволат основните потреби и барања на граѓаните. Вие сте во тотална заблуда, почитувана колешке, и ќе ви кажам зошто. Затоа што оваа ваша флоскула, која што ја повторувате нон-стоп секој еден од вашите колеги кои што излегува, започнува со ова флоскула, не кореспондира или е обратно пропорционално од она што се случи при разгледувањето на амандманите на Комисијата за финансирање и буџет. Ако бевте толку многу желни и се водевте од тоа дека средствата треба да бидат релоцирани за потребите на нашите граѓани, ние водејќи се од таа ваша флоскула ви поднесовме амандмани. Но меѓутоа, вие на нашите амандмани како одговоривте? Дали има потреба од канализациони системи било каде? Нема потреба, амандманот се одбива. Дали има потреба од чистење на канали? Амандманот од опозицијата, нема потреба од чистење канали, нека се поплавуваат и ниви, и полиња, и градови, и села, не чистиме амандмани. Дали има потреба од социјални станови, кои што вие во вашата програма ги најавувавте? Нема потреба од социјални станови. Вие рековте 355 социјални станови ќе изградите во текот на 2019 година, 0 социјален стан. Почитувана колешке, знаете како се вика ова ваша политика, која што ја водите? Купи ден помини политика. Таква се вика ова вашата политика. Купи ден продај. Или заради мир во куќа со коалиционите партнери си ги прифативте оние нивни амандмани за да ви е мир во куќата, за да можете да обстанувате уште мал период, кој што ви преостанува, таква политика вие водите. Најмалку се грижите за потребите на барањата. Ако и малце ви тангира она што граѓаните ги боли, вие да излезевте и да кажете да, ќе ги релоцираме средствата за да намалиме граѓаните да се заминуваат во странство, да им обезбедиме подобри услови за живот тука во нашата земја, во Република Македонија. Но меѓутоа тоа вие го покажавте лицемерието на амандманската расправа која што имавме на Комисијата за финансирање и буџет. Од амандманите кои што беа предложени од опозицијата, а кои што беа во насока за да се задоволат потребите и барањата на граѓаните, вие не усвоивте ниту еден. Лицемерна политика, купи ден продај политика.